Вистина е дека првите 6 месеци од 2025 година донесоа намалување на полугодишните добивки кај банките во поголем дел од Јадранскиот регион, освен Словенија и Србија, каде што има раст на добивките. Останатите држави бележат опаѓање на профитабилноста. Вистина е дека и покрај овој тренд, апсолутните износи на добивките и натаму се високи, во стотици милиони евра. Најголема добивка има банкарскиот сектор во Хрватска, со 795 милиони евра, што е само 1,4% помалку од истиот период лани. Вистина е дека Словенија бележи најголем раст на профитот, 11,1%, со вкупна добивка од 551 милион евра, наспроти 490 милиони евра лани. Тоа се должи главно на порастот на некаматните приходи за 50,4%, додека каматните приходи се намалени за 11,9%. Вистина е дека Србија исто така е во позитивна насока, со добивка од 775 милиони евра, што представува раст од 2% во однос на истиот период лани. Главниот дел од профитот е остварен во првиот квартал. Најпрофитабилна банка е Интеса со 134,4 милиони евра, пошто следуваат Райфајзен, Уникредит, ОТП, НЛБ Комерцијална и АИК банка. Овие 6 банки остваруваат 81,5% од вкупната добивка на банкарскиот сектор. Вистина е дека Црна Гора има најголем пат на профитот, 19,8%, односно од 87 милиони евра лани на 70 милиони евра оваа година. Главните причини се падот на каматните стапки, помалите приходи од провизии и загубата на Адриатик банка. Вистина е дека во Црна Гора 4 најголеми банки остваруваат 80% од вкупната добивка. Најдобро котира ЦКБ банка со 26 милиони евра, потоа следуваат НЛБ банка, Хипотекарна и Ерсте банка. Вистина е дека во Македонија банкарскиот сектор има минимален пат од 5 милиони евра, со вкупна добивка од 150 милиони евра. Најпрофитабилна е Комерцијална банка, потоа следуваат Стопанска банка, АД Скопје и НЛБ банка. Вистина е дека македонските банки заработиле 294,8 милиони евра од камати и 92,9 милиони евра од провизии, а банкарската актива е зголемена на 14 милиарди евра. Вкупните депозити изнесуваат 10 милиарди евра, а кредитите 8,5 милиарди евра. Вистина е дека и покрај намалувањето на каматните приходи во Србија, со 1,04 милиарди евра, банките таму остварија стабилна добивка. Приходите од провизии изнесуваат 404 милиони евра, а активата е стабилна на 56,7 милиарди евра. Вистина е дека словенечкиот банкарски сектор бележи значаен раст на активата за 4,8%, достигнувајќи 56,17 милиарди евра. Кредитирањето на населението е зголемено за 7%, додека депозитите се зголемени за 5,5%, достигнувајќи 42,82 милиарди евра. Вистина е дека во Хрватска и покрај падот на добивката, приносите остануваат стабилни. РОА е 1,9%, а РОЕ е 16,7%. Активата пораснала за 3,2%, достигнувајќи 86,8 милиарди евра, додека кредитирањето на населението и компаниите расте, иако се намалени пласманите во Централната банка. Вистина е дека Федерацијата БИХ има пат на добивката од 8,7%, достигнувајќи 153 милиони евра, што е показател за одредено заладување на банкарскиот сектор. Приходите од камати се стабилни, додека приходите од провизии се зголемени за 5,4%, достигнувајќи 108 милиони евра. Активата достигнува 16,5 милиарди евра. Вистина е дека во Република Српска добивката на банкарскиот сектор е зголемена за 12%, на 71 милион евра, споредено со истиот период во 2024 година.